Почитувани добро вечер. Мој гостин во вечерашново издание на емисијата Став е директорот на јавното предпријатие Водовод, господинот Горан Стојковски. Господине Стојковски, добро вечер и добре дојдовте. Посебна благодарност до вас што вечерва сте во студиото на ТВ+. Добро вечер, благодарам за поканата. Добро вечер на сите гледачи на вашата телевизија. Така се надевам дека вечерва ќе отвориме прашања кои се актуелни и пред се однесуваат за вашата работа во предпријатието и она што е во интерес на граѓаните. Да започнеме со она што неодамна беше подпишано пред неколку дена, проектот за реализација и рехабилитација на канализациониот систем во општина Куманово. Значи ќе се рехабилитира и прошири канализационата мрежа во должина од 26 километри, за што ќе бидат потрошени некаде околу 5 милиони евра, средства кои што се добиени преку ИПА фондовите. Еве што конкретно овој проект содржи. Вака, благодарејќи пред се на максималната посветеност, истреност и невиден ентузијазам на градоначалникот на општина Куманово, стручните служби во општина Куманово и мора да потенцирам проектантското оделение на ЈП Водовод, направена е комплетна проектна документација која што е потоа ревидирана и добиена е дозвола за градба, за да може, како што видовте минатиот четврток, да го подпишеме договор за имплементација на целиот овој проект во вредност од околу 5 милиони евра. Ќе биде комплетно ревитализирана стара канализациона мрежа во централно подрачје на град Куманово, ќе биде обновена дел од канализациона мрежа во Черкезе, Бедиње и Тодемендол и на инсистирање на градоначалникот ќе биде изградена нова канализациона мрежа во должина од околу 4 километри во населбата Гладно поле. Значи ова пред се ќе биде голем бенефит за граѓаните на општина Куманово, а во исто време и голема помош за јавното предпријатие, бидејќи се надеваме дека со ревитализација на постоечката мрежа повеќе нема да ги имаме дефектите кои што ги имавме и кои што кај нас на километар беа на годишно ниво. Се надеваме дека со оваа мрежа ќе бидат сведени на 0,5 дефекти на 1 километар на годишно ниво, што е некој европски просек и према што се стремиме цело време и нормално изградба на нова канализациона мрежа во овие делови кои што, како што кажа, веќе е предвидена, со што конечно ќе биде решен еден голем проблем, како за општина Куманово, граѓаните, така и за јавното предпријатие. Кога се очекува да започне реализацијата на проектот? Значи, ние верена е фирма, ќе работи фирмата Жикол. Имаше тендер меѓународен на кој што се пријавија неколку фирми, комплетно одеше преку Министерството за животна средина тендерот, со учество на наши стручни луѓе при припрема на техничката документација. Ние очекуваме почеток на јануар да почнат изведбени работи. Рокот е до крај на 2017 година. Ќе биде под комплетен надзор на ЈП Водовод и се надевам дека ќе биде успешно завршен целиот проект. Значи ли тоа дека некаде од почетокот на пролет, кога обично започнуваат работите, градежните работи, ќе се планирано е во етапи да се работи еден по друг дел, каква ќе биде динамиката, имате ли предвидено? Значи направивме веќе некои преддоговори, разговори со избраната фирма. Значи они ќе го направат динамичкиот план, ние ќе им стоиме на располагање со стручна помош, ќе се обидеме да бидеме и подизведувачи на дел од работите во зависност од нашите можности. Значи, ќе гледаме да биде Куманово претворено во едно големо градилиште во овој период. Ќе ги молиме граѓаните за трпение, бидејќи сепак се работи за еден стварно круцијален проект во овој период за Куманово и значи во зависност како ќе реши фирмата изведувач, така и ќе биде динамиката на работа. Ние се надеваме и ќе инсистираме во самата работа да бидат вклучени што помали фирми од Куманово како подизведувачи на самата фирма, значи комплетно да има бенефит целиот град, односно стопанството на Куманово од овој проект. Така, ќе се работи на повеќе локации во исто време? Па јас се надевам дека ќе работиме на повеќе локации во исто време, за да можеме да ги исполниме роковите, затоа што ова се работи, потенцирам, за средства од ИПА фондови, ќе има надзор од страна на представници на Европска унија, кои што стриктно ќе барат исполнување на роковите кои што се поставени, на кои ќе има пенали.
Така. Покрај реализација на овој проект, вие уште пред една година и повеќе ми се чини го промовиравте и проектот за замена на старите водомери со дигитални нови, меѓутоа некако заглави таа работа, се уште не е започната. Пред 2 години првим влеговме во еден проект преку Дунавски сливен регион, исто средства од Европска унија, за намалување на загуби на нашата мрежа водоводна. Тој проект беше во вредност околу $50,000, исто средства преку Дунавски сливен регион, преку ЕУ фондови, кој што проект ни даде еден многу интересен показател дека загубите на вода со добро менаџирање и управување може да се намалат. Поаѓајќи од тој проект, влеговме веднаш во еден друг проект во вредност од околу €1.800.000. Тоа се пари преку Европска инвестициона банка, кои што се доделени на влада на Република Македонија уште 2011 година и кои што буквално чека во Министерството за транспорт и врски, односно да бидам малку попрецизен, беа блокирани за Куманово од страна на Министерството за транспорт и врски. Пак заедно со градоначалникот истрајавме, убедувавме, правевме разговори со ОПСЕ, со представници на Европска унија, да тие пари кои што веќе беа распределени се доделат конечно на општина Куманово. Се работи за околу 3,5 милиони евра кои што се доделени на општина Куманово и општина Куманово со неколку проекти аплицираше за овие средства, за жал реализација немавме скоро никаква. Од сите овие 3,5 милиони, сега од Европска инвестициона банка добивме информација дека нашиот проект замена на водомери заради намалување на загуби на вода конечно е одобрен и очекуваме до крај на овој месец, односно и ова година, да биде изберена фирма која што ќе го изведува овој проект. Не се работи само за замена на 8 до 10.000 водомери со електронски, ќе бидат доделени и геофонови и геометри, тоа се инструменти кои што може да утврдат подземно истекување на вода. Затоа што на нас не ни е проблем водата која што ќе избие на површина, затоа што таа вода ја гледаме и веднаш можеме да интервенираме. Али во нашата мрежа има вода која што се губи, дефекти кои што не се видливи со голо око, водата понира во земјата, наоѓа пат и завршува дали во некој канал, дали во некоја река. Со овие инструменти комплетно ќе ја поминеме целата наша мрежа, ќе ги утврдиме овие места и веднаш ќе интервенираме. На тој план веќе одамна работиме. За ваша информација, 2010 година загуби на вода, вода што ја купуваме од водостопанство Кумановско-Ликовско поле, биле 61% од вкупна преземена вода. 2012 овие загуби се 59%, за да еве сега 2014 година на крај ги сведовме загубите на 53% и се надеваме дека со овие проекти ќе успееме да ги намалиме загубите под 50%, што е многу под просек на загуби на вода во Република Македонија. И повторно ќе добиеме нови водомери, нашите, тоа се електронски водомери, каде што нашите инкасатори нема потреба да влегуваат во куќи, да ги вознемируваат граѓаните, за да ги се отчита водомерот, туку електронски само ќе поминат по улица, ќе има софтвер, модем кој што веднаш ќе ги дава податоците. Така, а во кои семејства, како и потрошувачи, по која процедура ќе се избере каде да се работи? Нашите стручни служби веќе прават една обсежна анализа за да видиме каде би биле поставени овие водомери. Имаме една дилема која што ќе биде разрешена исто во консултација со изведувачите на целиот овој проект, дали овие водомери да бидат поставени по зградите, затоа што имаме проблем до пристап во самите згради. Луѓето работат до доцните вечерни часови, има луѓе кои што за жал не сака да им отворат на инкасаторите, ако веќе им отварат не ги плаќаат сметките. Така. Дали да биде поставени овие водомери по згради или да бидат поставени во некои други реони на град Куманово, од каде што ние би имале максимален бенефит. Имаме за сега една ваква дилема која што во консултација со изведувачите ќе биде разрешена, иначе ќе имаме комплетни улици во кои што ќе биде изведен овој проект, претходно ќе ги известиме граѓаните, ќе бараме асистенција од нив, за да може и ова успешно да го имплементираме. Ќе ги намали ли овој проект кражбите на вода, бидејќи и тие се доста присутни и еден голем дел на одливање на водата, она што вие не можете да го контролирате и да
ги најдете токму кражбите на вода? Значи со само намалување на загубите не се само од губење на вода, значи има и голем дел од кражби. Со поставување на овие електронски водомери апсолутно ќе биде оневозможено било какво манипулирање со нив, односно народски кажано враќање на водомери и со тоа правење штета на јавното предпријатие. Било какво манипулирање со овие водомери, веднаш ќе дава известување до нашиот софтверски центар и ние ќе можеме да интервенираме. Добро. Вака се чини дека воспоставивте една добра соработка со министерот за локална самоуправа. Еве тоа го покажува и последниот проект, а некако и тој во својата изјава пред неколку дена во Куманово најави дека за Куманово следат проекти. Има ли нешто конкретно или Значи, не само со Министерството за локална самоуправа, туку и со Министерството за животна средина. Значи, ова е пак, мора да потенцирам лична заслуга на градоначалникот, кој што апсолутно сите своји заложби во минатиот период ги стави за имплементирање на овој проект. Буквално еднаш неделно беше на состанок со министерот, закажуваше средби, некогаш, мора да кажам, бевме малку досадни, но еве, значи, имаме комплетен резултат. Кај министерот верувате дека видов симпатии према нашиот град, јасна му е ситуацијата во која што се наоѓа Куманово и лично, значи, министерот се заложи за имплементација комплетна на овој проект. Значи, одржуваше средби на месец дена, на кој што лично тој присуствуваше со консултантите, со изведувачката екипа, со проектантска екипа, со представници на ЕУ. Значи, еднаш месечно, минатава година министерот учествуваше на овие средби. Значи, така да голема благодарност до министерот председа животна средина Изеири, кој што можам да кажам дека е еден од големите пријатели на град Куманово. Кога зборуваме за министерот, тука неминовно е да се постави прашањето има ли разбирање за она што министерството го има како обврска што се однесува до пречистителната станица. Вие трпите големи загуби во работењето токму поради незината работа, големите сметки за струја, хемиските препарати и се она што друго е неопходно за работа. Какви се неговите размислувања или каков одговор добивате од него кога ги наведувате овие проблеми? Разговаравме со министерот неколку пати на оваа тема. Во склоп на тоа и новиот закон што се подготвува и кој што ќе биде имплементиран од некаде 4 месец 2016 година, каде што ќе биде поставено начелото загадувачот плаќа. Тоа е, значи, основно еколошко начело кое што владее во цела Европска унија. Што значи конкретно тоа? Што значи конкретно тоа? Куманово е единствен град кој што има пречистителна станица која што е максимално функционална. И единствено кумановци кои што ја прочистуваат водата која што се влева во Пчиња, како што знаете, а после на неколку километри од тука се влева во Вардар кој што никој не го пречистува, плаќаат за ова пречистување 8 денари по метар кубен. Инсистиравме кај министерот и тоа ќе биде имплементирано, значи, во новиот закон, буквално да има некој процент за прочистување кој што ќе го плаќаат сите граѓани на Македонија, а не само Куманово да мора граѓаните на Куманово да плаќаат за ова прочистување. И тие средства кои што ќе бидат обезбедени, тоа ќе бидат некои минимални средства, но за нас многу значени да бидат вложени во самата пречистителна станица, дали за да се добие субвенционирана струја, дали да се поработи нешто на планот на поправање на пумпите и на цета останата апаратура што имаме таму. Значи, од министерот апсолутно имаме разбирање, од представниците на Европска унија кои што исто така учествуваат во имплементација на овој закон максимално разбирање и се надевам дека и овој проблем идната година ќе почне да се решава. Така. Токму поскапувањето на сметката за вода со пречистувањето на отпадните води предизвика голем револт кај граѓаните, особено што продолжи праксата да се нема вода во летните периоди, особено високите зони. Сметате ли дека граѓаните со право реагираат на ваквиот начин, сепак да се издвои од семејниот буџет повеќе од она што е потребно, а при тоа да се нема со недели и со месеци вода? Че овде имаме два сегмента на кои што би сакал да одговорам. Први, цена на вода. Паушално е да се каже дека Куманово има најскапа вода. Значи, јас имам податоци, претпоставувам дека можеби ќе има некоја вакво прашање, во кој што можем да ви ја кажам цена на вода по други градови. Еве, за ваша информација, Штип за правни лица водата ја плаќа 76 денари, додека кај нас правните лица плаќаат 56 денари. Пробиштип за правни лица плаќа 45 денари.
Битола за плавни лица плаќа 64 денари, Велес 68 денари. Значи сите имаат поскапа вода од наша, значи цената на кумановска вода, а немаат прочистување. Со новиот закон тие се обврзани да ја стават ставката прочистување на отпадна вода, што значи секаде ќе дојде до зголемување на цена на вода, но и со оваа цена што имаме сега, Куманово не плаќа најскапа цена на вода. Така да тоа е информација од страна на за жал политички опоненти, кои што ја ликверува оваа информација дека Куманово плаќа некоја повисока цена. Да, овде би сакала да ви прекинам. Можеби во другите градови плаќаат помала цената на водата, но веројатно не сме толку запознаени, не ги следиме работите, граѓаните многу почесто немаат толку често, не се соочуваат со проблемот на недостаток на вода. Тоа е вториот сегмент. Тоа е вториот сегмент на кој што сакам да ви одговорам. Значи не знам дали приметувате во изминатиот тек на разговор. Исклучиво зборувам за представници на Европска унија и за средства од Европска унија. Ниту еден денар нема вложено владата на Република Македонија во Куманово по однос на овој проблем со водоснабдување. Значи имаме едно јавно предпријатие Sui Generis, јавно правно лице, кое што врз основа на своја интерна одлука во задниве 5 години за 300 пати има зголемено цена на сирова вода. Кој е тоа? Значи тоа е водостопанство Кумановско-Липковско поле. Так. Кое што секое лето, апсолутно, кое што секое лето ги изложува граѓаните на општина Куманово на еден вид воден геноцид. Значи нив им текнува дека лето треба да имаат по толку и толку средства и решаваат на еден варварски начин, буквално да ги затегнат вентилите и Куманово да биде изложено на проблеми на кои што е изложен. Значи укажувавме на овој проблем и кај Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство и во Министерството за животна средина. Ефектот, за жал, е тоа што ова водостопанство Кумановско-Липковско поле од 2016 година нема да постои. Токму тоа беше можеби следното мое прашање, кога ги зборуваме за кога кажавте дека различна е цената на водата во целата држава во градовите, во јавните предпријатија, сепак со формирањето на државното јавно предпријатие, веројатно ќе се унифицира цената или ќе се најде некој модел по кој ќе се плаќа онолку колку што ќе биде утврдена нова методологија за плаќање на вода, во која што методологија ќе има влезен елемент и сировата вода. Куманово сега плаќа најскапа сирова вода на Балкан. Еве чисто за информација на граѓаните, Скопје не плаќа сирова вода. Цена на сирова вода во Битола е 2 денари, во Велес е 3 денари, во Берово е 2,8 денари, во Прилепе 1,8 денари. Само во Куманово плаќаме сирова вода по 6,8 денари. Јас, значи, дојдов за раководител на ова предпријатие 9 месец 2013 година. Цена на водата беше 5,4 денари. И нонстоп претходно имаше судски тужби и судења. Така. Значи, седнав со луѓето од водостопанство Кумановско поле, им кажав дајте да не се судиме, живееме во овој град, да не ги изложуваме граѓаните на овие проблеми, еве ќе ви ја прифатиме цената од 5,4 денари. Само повеќе да не одиме по судови. Нивниот одговор на ова наша понуда беше тоа што од 1 месец 2014 година цената од 5,4 ни испоставија фактура на 6,8 денари. Со формирање на новото предпријатие се надевам дека ќе ни идеме на стручни луѓе пред се, разумни луѓе, кои што нема да глумат вентил војводи во определени периоди и ќе најдеме цена за вода и за регулирање на овој долг, што го имаме кон нив, кој што е фиктивен долг, затоа што не се базира на ниту една методологија како да се направи цена на сирова вода, него врз основа на нивна желба тој месец да има толку и толку средства. Меѓутоа, тие во своето правдање на она кога вие ги напаѓавте, обично тврдеа дека системот е многу руиниран, дека со години не е одржувано, дека вентилите и не знам таму некои стручно не знам да се изразам, им се потребни за да се поправи сето тоа, а од друга страна не добиваат средства онолку колку што испорачуваат вода. Реален ли е и нивниот проблем дека системот е стар колку 50 години, дека има потреба да се поправа и да се работи на негово? Апсолутно. Значи, ова предпријатие е формирано од страна влада на Република Македонија. Чисто една компарација да ја дадам. ЈП Водовод е формирано од страна на Совет на општина Куманово. Градоначалникот и Советот на општина Куманово на годишно ниво
за сервисирање на потреби на ЈП Водовод учествуваат со околу 30 милиони денари. Влада на Република Македонија очигледно го има формирано ова предпријатие и толку. И оставено е така како што е оставено. А дали е тоа случај во останатите водостопански предпријатија во државата или Куманово, независно дали е од опозиција или од власт, се препуштено на... Гледате, значи, немам доволно информации, не би сакал да давам паушални оцени по овој систем, али нешто друго е симптоматично. Симптоматично е што кога беа проблемите со вода, апсолутно не сакаше никој од влада на Република Македонија да се вклучи во решавање на овој проблем. Значи моравме да инсистираме кај претениците у првичниот период од ВМРО, ДПМН и од ДУИ, кој што нели СДСМ не беше во собрание на Република Македонија, да се обидат тие колку можат да го решат овој проблем. Бевме на еден состанок во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, каде што направивме некој начелен договор, цена на вода да биде 4,8 денари. Од кога заврши договорот, се сликавме таму што се сликавме, утре дента стигна нова фактура на 6,8 денари. Никој не може да ме убеди дека нема контрола врз овие луѓе што работат во водостопанство Кумановско-Липковско поле, него апсолутно дека има некоја интенција неблагодарна према сите граѓани на општина Куманово и самиот град. Добро, каква е сега состојбата? Се среди ли работите? Во овој момент водоснабдувањето е редовно? Го сервисирате ли вие долгот како што доспева? Значи, од кога сум јас директор на ЈП Водовод, водостопанство Кумановско-Липковско поле, значи од 9 месец 2013, ќе ви дадам податок, со 9 месец 2015 година има земено од ЈП Водовод 65 милиони денари. Претходни 5 години немаат земено такви средства. Значи, овие средства не ги се најверојатно само за плати. Со овие средства требале да вложат нешто и во, што ги кажавте, вентилите и останатата мрежа. Ма не сум јас надлежен за да вршам контрол. 12 месец 2013 година на сметка има само од ЈП Водовод 13 милиони денари. Значи ЈП Водовод остана без плата, без основни средства за завршување на своји основни функции. Тие ги има средствата на сметка. Вајде ќе има некоја институција која што во нареден период ќе дојде и ќе постави едно многу едноставно прашање кај се парите и зашто се вложи. Така да не е точно комплетна информацијата дека нема доволно средства. Имаат средства од ЈП Водовод, а прашањето до каде им се потребни останати средства треба да го постава до оној кој што ги формирал, до влада на Република Македонија, кој што меѓувремено не само што ги формира, него успе и да ги расформира затоа што апсолутно покажа дека нема основа за функционирање. Така, обично проблемот со вода се јавува и пред новогодишните празници, зголемена потрошувачка. Можат ли граѓаните да бидат мирни? Значи, ние во минатиот период, се што е до ЈП Водовод, направивме репарација буквално на сите пумпи во дренажниот систем Бедиње, дренажен систем Митев мост и пумпите во филтерница. Тоа беа огромни средства за ЈП Водовод, но моравме да влеземе во овој процес. Се надеваме дека конечно ќе имаме разбирање и од страна на водостопанство Кумановско-Липковско поле, затоа што ова период кога браните буквално преливаат. Место да ја испуштаат водата во река и не да Боже да направат некоја поплава, доволно е да ги пуштат дали по главниот вод, дали по индустријски вод и граѓаните на Куманово да ги имат потребните количини на вода. Значи, пак проблемот, односно решавање на проблемот е кај нив. Имаат средства, имаат можност. Подобро граѓаните да ја пијат водата која што ние ќе ја преработиме, него да оди по реки. Така, дел од јавноста забележува на градоначалникот Дамјановски неговото речиси 10 годишно владење во кое што ништо не се вложи на водните ресурси. Претходниот градоначалник правеше бунари во Бедиње, за да се надмине кризата. Би пречистителната станица некако во негово време дојде. Има ли план, има ли програма каде би се интервенирало заради тоа што во летниот период очигледно дека двете брани не можат да ги задоволат потребите на градот кој што постојано се шири, постојано има приклучок на водоводна мрежа? Значи, апсолутно има план. Апсолутно имаме и програма, но знаете и сами дека општина Куманово е блокирана веќе подолг период, да не навлегуваме пак во причините зошто и како, така да општина Куманово работи со нужни средства.
Да, меѓутоа тоа е во овие последни 2 години имаше и подобри времења кога... Јас како што кажав, секоја да. година за одржување на водоводна мрежа општина Куманово издвои 27 милиони денари за потреби на ЈП водовод. Па колку ќе дојде? Па околу близу 500.000 евра. Кои што средства се огромни. На годишно ниво. На годишно ниво за општина која што е со блокирана сметка. Овие проекти за кои што веќе ви кажа се апсолутно дел од програмата на општина Куманово. За да можеме повеќе да работиме, мора да имаме донација од страна на владата на Република Македонија. Ова се средства за кои што аплицираме преку ЕУ фондови. Тие средства се ограничени. Доколку семејството на Александар почекаше да биде изградено подоцна, а тие средства беа вложени во општина Куманово, можеби ќе успеевме да имаме уште еден дрежанеш систем. Значи веќе правиме испитувања општина Куманово на Мачја глава и на уште 2 места за барање на алтернативни извори и општина Куманово е дел од проектот за градење на браната Вакъв, значи исклучиво проектот ќе се прави преку општина Куманово за обезбедување на дополнителни извори за вода на општина Куманово. Така да не е точно дека не се прават напори, апсолутно се работи во рамки на можности што ги има. Да имаше друг однос владата на Република Македонија према општина Куманово и пред се градоначалникот, верувајте дека ситуацијата ќе беше многу подобра. Добро, да се надеваме дека овие проекти ќе почнат да се реализираат и наредната година. Ставено ли е тоа во годишната програма заради тоа што се прави? Годишна програма на ЈП водовод која што ќе биде поднесена пред Советот на општина Куманово, сите овие проекти се ставени како дел од програма и исто така уште некои проекти за кои што не би сакал да преюдицирам, кога ќе бидат пред финално извршување ќе бидат известени. Така. Покрај градската, централното градско подрачје, односно и поширокиот со населбите, се повеќе и жителите на селските населби бараат приклучување на водоводната и канализациона мрежа. Последниот случај кој е актуелен е случајот со жителите на Пчиња. Имате ли вие капацитети, дали браните Липково и Глажња можат да издржат проширување на водоводниот систем? Значи моменталната состојба со ширење на град Куманово апсолутно не е во можност ЈП водовод да изгради мрежа од град Куманово до село Пчиња. Таму јас колку што сум известен, ќе се работи со некои бунари, кои што нормално прво ќе мора да има физибилити студија, па да има проектот да биде издржан, да се види издашноста на самите извори, да се види квалитетна вода која што ќе се добие од тие извори, да се види колку ќе треба средства за воопшто таа вода да биде обработена, да се види дали ќе треба мини пречистителна станица и така натаму. Пак ќе мора да потенцирам, значи во градоначалникот на општина Куманово актуелниот, уште 2012 година имаше проект преку фирмата Оштап, австријска фирма, за изградба на 12 мини пречистителни станици. Зошто пропадна тој проект? Значи проектот пропадна затоа што Министерство за финансии не даде гаранции дека општина Куманово може да влезе во овој проект. Не им даде кредит? Апсолутно не. Воопшто не даде гаранции дека може општина Куманово да земе кредит за да се влезе во еден ваков проект. Добра, тоа е што е. Вака, повеќе од 2 години сте во предпријатието. Успеавте ли да ја смените лошата слика на предпријатието за тоа што на почетокот тоа го ветивте? И колку решивте од напластените проблеми? Значи, после 2 години, верувате дека се уште сме на почеток, ама на одминат почеток. Првично, сликата за ЈП водовод ја градат вработените во ЈП водовод. Имаше една многу лоша представа дека таму апсолутно не се работи, дека таму се седи по цел ден, буквално на народски отвори врата, земи плата. Значи, воопшто не е така. Таму има домаќини луѓе, таму има стручни луѓе, кои што буквално 24 часа, не 8 часа се посветени за извршување на основната функција. Тоа е водоснабдување на град Куманово и одведување и прочистување на урбани отпадни води. Така. Се обидуваме да бидеме многу поприсутни на теренот, да бидеме многу поефикасни и поефективни, и поради тоа го изградивме новиот наплатен центар, односно центар за соработка со корисници, каде што секој граѓанин ќе може да пријави дефект, да потпише договор, да укаже на некоја аномалија,
Затоа што ние немаме екипи, затоа што немаме средства кои што по цел ден би вртеле по улиците на Куманово да утврдуваат каде има дефект, каде има проблем. Затоа ни е потребна максимална соработка од страна на граѓаните, за да можеме ефективно да извршуваме нашата функција. Во секој случај, одговорно ви тврдам дека Водовод 2013 и Водовод 2015 е сосема друго предпријатие, значи навлеговме во промени, аплициравме за многу проекти, добивме проекти, исклучиво со една цел: нормално водоснабдување и одведување на урбани отпадни води. Имаме уште многу простор, желба и енергија за работа и се надевам дека во следната емисија ќе можеме да се пофалиме со уште некои работи. Еден од клучните проблеми на вашето предпријатие е превработеноста. Кога дојдовте, рековте дека ќе направите преструктурирање, односно дел од администрацијата ќе ја пренасочите на други места, а на сметка на оперативата. Се сменили нешто во меѓувреме? Се намалили бројот на административните работници или добивте уште некој вработување, уште некој партиски војник ви беше пратен за да го вработите? Еве, ќе почнем од вашата последна констатација за партиски војници. За разлика од нашите политички опоненти, кои што вработуваат на томбола, нешто што не постои никаде на свет, значи читам и се обидувам да најдам нешто слично на тоа, некој да биде излечен за работа на томбола, без да се види дали е психофизички спремен за работа, дали одговара, дали има соодветна подготовка. А тогаш сакаше да се помогне на социјално ранливите категории на граѓани. Тоа беше идејата сега. Значи многу интересантна идеја со томбола. На социјално ранливи категории ќе можете да видите во новата програма на СДСМ дека има многу поконкретни проекти од томбола во кој што пак е приоритет да се биде партиската книжка. Значи од 267 вработени во ЈП Водовод моментално сме 237. За ваша информација, согласно европски стандарди, на 1000 приклучоци треба да работат 5 вработени. Куманово моментално има околу 35.000 приклучоци, така, што значи дека само за приклучоци треба да работат околу 170 и нешто луѓе. А колку имате вие? Кажа 237. Имаме пречистителна станица во која што е вонначи овие приклучоци, во која што мора да се работи во 3 смени. Имаме филтер станица, во која што исто така мора да се работи во 3 смени. Имаме дренажен систем Митев мост, дренажен систем Бедиње, во кој што исто така мора да се работи во 3 смени. Така да констатацијата за превработеност во ЈП Водовод апсолутно не држи. Превработеност во администрација. Од тие 200, од тие 230, колку се во администрација, значи, колку се? Од тие 230, вклучувајќи ги и стражарски служби, така, кои што ќе ги нека бидат дел од администрација затоа што немаат конкретна физичка работа, 130 се во комплетно во администрација. Од 130 уште имаме 40 као прислужни служби, останато е се во оператива и во мрежа. Колку испаѓа тоа? Значи околу 45 луѓе. Па што сметате дека тој сооднос е реален? Не, апсолутно не е реален и на тој план веќе правиме и нови промени. Така да администрацијата која што има интерни обуки веќе се префрала на сосема други места. Јас во администрација ги ставам и инкасатори кои што се нонстоп на терени и контрола од 20 луѓе кои што се нонстоп на терен, така да вкупна бројка на луѓе кои што е нонстоп на терен е близу 100. Каква е сега финансиската состојба во предпријатието? ЈП Водовод... Земате ли редовно плата? Земаме редовно плата. Многу е побитно дека ЈП Водовод апсолутно нема долг према ниту еден добавувач со кој што работи. Нов долг. Сите, значи, наши добавувачи се во валута на плаќање. Расчистивме голем дел од долгови. Моментално рак рана на ЈП Водовод е долгот за електрична енергија, кој што изнесува 65 милиони денари, сигурно ќе ви интересира. Околу 1 милион евра. Да, повеќе од 1 милион евра и долгот према водостопанство Кумановско-Липковско поле, за кој што кажав дека е фиктивен долг, и на блокада сме од страна на водостопанство во стечај. Тоа е старото. Тоа е старото водостопанство кое што со решение на Основен суд Скопје 2 го читавме решението, предпријатието, значи водостопанство, се ликвидира и се брише од централен регистар на правни лица, но во овој момент кога ќе ги наплати своите побарувања од ЈП Водовод и од АД Овоштарство во стечај и АД Лозарство во стечај. Значи една многу специфична судска пресуда која што не би сакал навистина да ја коментирам, но еве ја прифаќаме. За решавање на овие долгови.
Со ЕВН веќе направивме контакти. Како го надминавте тој проблем? Нели имаше исклучување или Имаше исклучување, исклучување, ќе ви кажам, исто се малку симптоматични. Оној момент кога требаше да го продолжите договорот. Кога почнавме да плаќаме редовно. Значи, наследениот долг го имаме кој што ги имавме, почнаме да плаќаме редовно, сметка за сметка. Кога влеговме во плаќање редовно, тогаш не исклучи. Значи, ја не разбирам кога си плаќач некој да исклучува. Разбирам кога си не плаќаш да исклучува. Не би навлегувал во политичка конотација, во се тоа ви тврдам дека има. Седнавме со луѓето и веќе сме во преговори. Овој долг да се плати на околу 100 рати. Во меѓувреме изглеговме на либералниот пазар на електрична енергија и веќе 3 месеци се снабдуваме со ЕДС, тоа е приватна компанија која што врши дистрибуција на мрежа и сметките за електрична енергија веќе ги намаливме за 30%. Така, а има и редовно ги плаќаме. Има поповолни се условите за Апсолутно, значи цена на електрична енергија е за 30% помала во однос на она што ни го нудеше ЕВН Македонија. Така да сега во разговорите со ЕВН Македонија тврдат дека на следниот тендер они ќе понудат уште пониска цена за да бидеме кај нив, затоа што сме веќе редовни плаќачи. И се тоа го работиме со блокирана сметка, значи имаме дозволени средства од 13.998.000 денари, со кои што треба платите да се исплатат на вработените, да се платат значи сите добавувачи и да се редовно да се одржува нашата мрежа, како што кажав, имаме 6 запушувања на километар мрежа канализациона и 4 значи дефекти на километар мрежа водоводна, а европските стандарди се 0,5 дефекти да имаме на километар мрежа. Со сите овие проекти ќе се обидеме да го достигнеме овој европски стандард. Со вашето доаѓање во фирмата воведовте мерки на штедење, па дел од вработените или можеби се пронесе информацијата дека дотаму се оделе што сте штеделе и на грејење. Значи ние во ЈП Водовод не се штеди на грејење, затоа што сме приклучени на гасоводна мрежа која што Куманово газ ја работи. Значи штедењето е таму кај што во оние канцеларии каде што освен значи газ се вклучувала и електрична енергија, дали греалица, дали да кажеме еве некој кредишни и така слично, значи тоа е апсолутно укинато. Важат исти правила за сите почнувајќи од мене и верувајте дека нема никаква притужба од страна на вработените, а бенефитот е во тоа што на годишно ниво по основ на топлинска енергија, значи нафта и енергија за грејење имаме уште до околу 3,5 милиони денари. Штедите очигледно и на возилата, не го користите службеното возило? Службеното возило се користи за потреби на ЈП Водовод и но вие граѓани не на го општина. користите, многу ретко може Гледате, да значи моето движење службено е до општина Куманово и до институциите на општина Куманово со кои што може многу полесно да се стигне пешки него со возило. Успевате ли да ги завршите сите обврски, затоа што не е едноставно кога со автомобил ќе стигнете за 5 минути, а ви треба 20, например, кога одите пешки? Еве, ако успеете за 5 минути да стигнете од ЈП Водовод до општина Куманово, јас ќе ви честитам, затоа што е огромна гужва. Инаку апсолутно работиме како тим. Еден човек не може да направи ништо. Да. Во ЈП Водовод имаме тим кој е посветен, истрен и кој што еве имате поддршка? Апсолутно. Пред се многу битно од сите вработени од оператива и мрежа, значи оние луѓе кои што се по цел ден во канали, по цел ден значи во проблеми дали со канализација или со водоводна мрежа и единствени зголемување на плата и подобрување значи на тој статус во ЈП Водовод сека вработените кои што се на терен, значи во мрежа и оператива. Дел од граѓаните ви замеруваат дека по интервенциите на терен, особено оштетување на асфалт, тротоар, треба време да се среди тоа, да се санира, да се врати во првобитна положба, а некогаш и воопшто не го враќате, туку некаде поставувате коцки, некаде ќе поставите само ризла, што представува проблем. Значи, веднаш по самата интервенција не може да дојде до асфалтирање затоа што има некои градежни активности, односно градежна процедура да буквално еве народски кажано дефектот мора да отстои. Имајте за предвид дека асфалтните бази секаде во Македонија се гасат некаде ноември месец, а се палат, значи во функција влегуваат во некаде април месец. Така да од ноември до април ние немаме асфалт за санирање на новие дефекти, него мора да редиме коцка за да може да биде колку толку функционално. По
вклучување на асфалтните бази и пак со помош на општина Куманово, затоа што ние немаме доволно средства за да можеме сами ова да го детектираме и да го санираме, буквално се санираат сите дефекти и ги молам граѓаните таму каде што евентуално имаме заборавено да пријават во нашите стручни служби, во нашиот кориснички центар, за да можеме да ги ставиме на списокот за реализација, односно на отклонување на овој проблем. Се чини дека често има дефекти? Ви кажам, значи на 1 километар просек ние на водоводна мрежа околу 4 дефекти, значи на водоводна мрежа имаме околу 6 запушување на километара канализациона мрежа. Што е со проектот? Едно време се зборуваше, дури и градоначалникот го најуваше дека постои можност да од вашето јавно предпријатие произлезе уште едно кое би се занимавало со оперативен дел, токму тоа што го зборуваме, одржување на патишта и нешто слично. Значи тоа е интересантна идеја, на таков начин функционираат многу општини во Македонија. Место да си го дозволува тоа и законот, значи за локална самоуправа, место да се дава работа на приватни предпријатие кое што е формирано од страна на општината и кое што 80% од својот буџет го остварува преку работи за општината, да може значи да ги преземе овие работи без јавен тендер. За жал, овој закон е обжален од страна на голем број приватни предпријатија кои што не име во корист, така да ова е за сега се уште само идеја за која што можеби треба да се размислува во нареден период. Би било олеснување тоа во секој случај за вас? Апсолутно. И за општината и за нас. Добро. Сега да се навратиме, односно да позборуваме нешто и за вашата политичка активност. Вие покрај тоа што сте директор на јавното предпријатие и дојдовте како член од партијата СДСМ, активни ли сте сега или некако повеќе сте професионално ангажирани? Значи во рамки на моите професионални активности, односно раководител на ЈП Водовод, пред се сум посветен на работата на ЈП Водовод. Така. А како и секој интелектуалец кој што живее моментално во Македонија, не можам да останам имун на сите овие ретроградни процеси кои што се случуваат во нашата држава. Значи во СДСМ дојде плејада на нови, млади па и средовечни луѓе кои што апсолутно својата перспектива и перспективата на своето семејство го гледаат во градот во кој што живеат и во републиката во која што живеат и кои што се спремни да одвојат голем дел од своето слободно време и да дадат ангажман во правец на враќање на вистински и етички и морални и људски вредности во државата во која што живееме, кои што во минатиот период се апсолутно изместени. Така, во општинската организација на СДСМ не може да се пофали со единство. Има одредена поделеност. Како вие гледате на тоа? И вие ли сте дел од некоја фракција или... Мислам дека тоа малку предимензионирано, дека има некоја поделеност. Можеби се работи за нешто што го нема во другите партии, а тоа е слобода на говор и слобода на изразување на сопствено мислење без да се има било каква последица за тоа. Инаку СДСМ како партијска организација никогаш не била во ваква кондиција како што е сега. Имаме значи тројца членови на највисокото претседателство на СДСМ и од осоместојување па наваму еве го имаме и министерот за внатрешни работи, за кој што верувате дека треба многу храброст, многу елан и желба за да се влезе во една ваква институција која што не е МВР, него е ВМРО, како што знаеме и самите, кој што е буквално паралелен штаб за време на избори во изминатиот период. Почна штабското работење, ќе бидете ли вие дел од некој од општински? Јас како што кажав, значи моментално сум посветен на професионалните обврски и стојам на располагање на сите, значи членови на СДСМ кои што мислат дека би можел да им помогнам во овој период. Вчера се одржа програмскиот конгрес на СДСМ, беа изнесени идеите на како ќе се настапува на изборите, како гледате на тоа? Чисто мое мислење. Значи, и следните избори не се само избори за промена на владеачка гарнитура или владеачка партија. Следните избори се избори во кои што конечно ќе се воспостават вистински принципи на политичко делување, но и на нормално живење во оваа држава. Граѓанинот конечно да
почне да се чувствува дека е дел од овој систем и да има максимално влијание врз системот во кој што живее. Че конечно оваа држава да почнат да ја водат луѓето кои што живеат од плата и кои што својата перспектива ја гледат во оваа држава. Тоа е средната класа кон која што се стреми СДСМ и кон која што мора да бидеме истрени и да дојде до реализација. Не е само овој сегмент, има многу сегменти во програмата кои што се навистина пред се проевропски и програѓански, кои што ќе им бидат представени на граѓаните во периодот кој што следува и се надевам дека ќе има максимална поддршка за да можеме да живееме во една нормална држава. Сметате ли дека СДСМ ќе победи на изборите? Овдека не е проблем дали СДСМ ќе победи. Проблем е дали конечно ќе воспоставиме држава. Владеачкава гарнитура која што владее последниве 10 години дефинитивно изгуби контакт со реалноста. Така да овдека е борба за промена на начин на размислување, начин на однесување и начин на функционирање, не само на политичка елита, него и на сите припадници на определена политичка партија, затоа што држава Македонија припаѓа на сите, не само на представници на определена политичка партија, затоа што така се однесуваат. Значи ова е промена, мора да дојде до промена на политички систем, односно да се воспостават институциите на системот кои што апсолутно се дерогирани во минатиот период. Ниту имаме парламент, ниту имаме влада, ниту имаме закон. Сами гледате, низ Македонија во последно време шета еден благороден и добар милионер, кој што со буквално еден телефонски повик ги решава проблемите на граѓаните. Каде се тука проектите? Каде е законот? Каде е системот? Каде се институциите? Значи со еден телефонски повик решаваме се. Невидено за мене лично. Така, меѓутоа како ги оценувате последните анкети што беа вчера презентирани дека ВМРО ДПМН води со некаде над 53% во однос на СДСМ со довербата на граѓаните? Значи, овие анкети се само уште еден показател колку нашиот граѓанин е уплашен и несигурен. На било какво јавување по телефон, верувајте дека никој не смее да каже дека ќе поддржи опозицијата. Значи, до толку е стравот во нашите граѓани. И самите анкети се контрадикторни. Иста, значи, анкетарска куќа ги работи Бримагал, мислам дека беше, период од 5 некаде минатиот месец до 29 и за две различити институции, Република и за ВМРО дава два различити резултата. Во ист период. Во едниот може би различна била целната група на испитаниците. Ама иста институција ги работела во ист период, малку специфично. Така да анкетите покажува апсолутно не се релевантни во Република Македонија. И мислам дека граѓанинот конечно ќе свати зашто и како се работи. Чисто еве ги зијам во као пандан на сето ова што се случуваше во Француска. Екстремната десница на Ле Пен на пред 2 недели буквално водеше во 4 региона во Франција. Граѓаните на Франција не сака некој да си игра со нивните вредности, не сака некој да си игра со нивниот идентитет и во недела ја поразија екстремната десница. Значи, комплетно друг однос на силите, иако анкетите покажува за кој што веќе зборуваме дека екстремната десница ќе има убедливо водство. Да. Вака, сосема за крај на нашиот разговор би сакала да ве прашам, голем дел од вашите сопартици гледаат во вас иден градоначалник. Имате ли ви амбиции за таа функција, да бидете прв човек на градот, со оглед на тоа што успешно се справивте со јавното предпријатие Водовод, веројатно гледаат можност дека ќе решите и некои крупни работи во општината? Вака, значи, прво, не можам да кажам дека не ми е драго што граѓаните, односно не само сопартиците, верувате се сеќаме со многу граѓани имаат една ваква идеја, тоа е само показател дека некои поинакви и други вредности нашиот граѓани сака да ги прифати. Но мора да потенцирам дека во СДСМ во последните 3-4 години има големи промени. Значи, дојдена е плејада, како што кажав, на нови млади и средовечни луѓе, но исто така, многу е битно што го почитуваме претходниот ангажман. Значи, не дозволуваме некој буквално од улица, односно од барабан, да биде, како што прават некои други, да биде доведен на некоја позиција. Добро, и во вашата партија, во општинската, имате многу луѓе кои не сме ги виделе, кои одеднаш, да не речам преку ноќ, дојдоа на многу значајни функции. Да, но сите имаат некој, значи, претходен бекграунд, некаде се покажале, докажале, имаат некои способности за да бидат на таква позиција.
Значи, еве ја ќе ви кажам најотворено. Пред се и над се мора да биде признаен претходниот ангажман. Така. И тоа од два аспекта. Ние имаме луѓе кои што веќе повеќе години се во стопанскиот систем во Куманово. Значи веќе ги потенцирам директорот на јавното предпријатие Чистота Зеленило, кој што повеќе години е директор на едно предпријатие кое што сакал да признае некој или не е успешно, и во некоја нормална држава после некој обавување на функција на локално ниво, нели се стремиме на повисока функција. Така. Јас би се надевам дека нашиот градоначалник ќе оди на многу повисока функција, министер, затоа што е тоа многу нормално. Иако би сакал лично да остане уште еден мандат во период кога СДСМ ќе е на власт, за да покаже како се води овој град. Бидејќи еве чисто за информација ќе се навратиме пак на мовет, Куманово е најмалку задолжена општина во Република Македонија. Сите други општини се максимално задолжени и со ова што го имаме, Куманово се бори и се изборува во системот кој што имаме. Значи имаме луѓе од стопанство, го спомнав господинот Петрушевски, претходниот директор на ЈП Водовод, да не редам уште некои други, имаме исто така. Еве моментално министер за внатрешни работи. Значи еден систем на напредување врз основа на честност, непоколебливост, долгогодишна работа. Тука е председателот на Советот на општина Куманово, господин Максим Димитриевски, кој што навистина во минатиот период покажува дека знае и умее и како да се води совет и како да се биде човек. Тука се, еве јас лично секогаш им давам предност на дамите. Во општинската организација на СДСМ има прекрасни дами кои што апсолутно со своето претходно искуство нема да има проблем да го водат овој град во наредниот период. Не би сакал да ги именувам, леве Атина, Марина, Квизина, што вака се без презиме ги кажам, али навистина има икс други луѓе кои што се во СДСМ и кои што се буквално пред мене, затоа што кажав дека мораме да го почитуваме искуството и ангажманот. Јас сум само 2 години на оваа раководна функција. Мислам дека уште треба да работам на тој план и дека во предност треба да имаат овие луѓе кои што се веќе профилирани и кои што ги наброив пред мене. Нели сметате дека ќе се најдете на локалните избори во една неблагодарна ситуација со оглед на тоа што СДСМ со години овде на власт и луѓето се незадоволни, додека независно од тоа што некој дел од обструкциите беа од централната власт и го гледаат како неуспех на градоначалникот и на локалната самоуправа. Народот и сака некако промени. Ние ќе бидеме искрени. Ќе бидеме честни и ќе им кажеме на граѓаните што можеме да им понудиме. Не бегаме од проблемите, не бегаме ни од пропустите, верујете ги решаваме. Значи ќе излеземе со една програма која што ќе биде конкретна. Но пред да дојдат локалните избори, јас се надевам дека граѓаните на Куманово на наредниве парламентарни избори ќе покажат дека Куманово веќе никогаш нема да дозволи некој да си игра со него. Без разлика од која политичка провинцијенција, мора сите да сме кумановци. И без разлика на етничка припадност. Јас имам впечаток дека нашите политички опоненти, изфрустрирани и искомплексирани од овие победи на актуелниот градоначалник, заборавија дека се кумановци. Да беа вистински кумановци, за 2 август Куманово ќе имаше вода. И претходно. Ако Куманово, како што тврдат секаде, го стават односно интересот на граѓаните пред било што друго. Јас таков впечаток немам, верујете. А овој впечаток го делат и многу граѓани на општина Куманово. Така да наредните избори ќе излеземе искрено, отворено, без да бегаме од проблемите, без да ги негираме сите негативности што ги имавме, и ќе ја бараме поддршката за да истраеме во борба за едно европско Куманово. Јас ви благодарам за разговорот. Се надевам дека одговоривме на многу прашања кои ги засега граѓаните. Ова е само почеток на нашата соработка. Се надевам дека во понатамошниот период ќе организираме и дебати во кои ќе учествувате и вие и токму луѓето кои што се засегнати од оваа област. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Останете на програмата на ТВ+.